Здраво, другарчиња! Јас сум учителка Снежа и сум од градинката 8 март од Скопје. Знам дека ви е досадно овие денови дома, но затоа тука сме ние учителките да ви раскажеме по некоја приказна, да ве научиме на нешто ново, за да не ви биде досадно овие денови дома. Па еве така, јас денеска за вас ќе ја раскажам приказната Вредната кокошка и нејзините пријатели од фармата. Да видиме што се случило. На фармата си живееја кравата, патката, прасето, кучето и највредната од сите животни на фармата, кокошката. Еден ден на фармата се случи нешто чудно. Животните останаа без храна. Но никој не размислуваше и никој не се грижеше што да прават, освен највредната од сите, кокошката. Па затоа таа реши да излезе надвор од фармата и да побара нешто за јадење. Но реши да ги повика и нејзините пријатели да дојдат со неа. Така таа најпрво отиде кај кравата. Ко, пријателке моја кравичке, ќе дојдеш ли со мене надвор од фармата да најдеме нешто за јадење? А кравата пак и рече: Му, не можам, зар не гледаш колку е жешко надвор? Не можам да излезам сега од овде. Оди најди некој друг. Кокошката отиде кај прасето и му рече: Ко, пријателче моје прасенце, ќе дојдеш ли со мене надвор од фармата да одиме да побараме нешто за јадење? А пак прасето ја одговори: Гров, нели гледаш колку сонцето пече многу? Па мене овде во калта ми е прекрасно. Јас не можам да излезам од овде, многу е жешко. Оди најди некој друг. Кокошката така и направи. Отиде кај кучето и му рече: Ко, пријателче моје кученце, дали ќе дојдеш со мене надвор од фармата да одиме да најдеме нешто за јадење? А пак кучето ја одговори: Оф, не можам, нели гледаш колку е жешко, колку многу сонцето пече, мене овде ми е убаво во мојата куќичка, оди најди некој друг. Кокошката тоа и го направи. Отиде до блиското езерце, каде што беше нејзината пријателка патката. И рече: Ко, пријателке моја патке, дали ќе дојдеш со мене надвор од фармата да одиме да најдеме нешто за јадење? А пак патката мрзливо и рече: Квак. Не можам, нели гледаш колку е жешко? Мене овде во езерцето толку ми е убаво. Си се разладувам, не можам сега да одам надвор на сонцето. Кокошката реши да оди сама и да најде нешто за јадење. Така, одејќи по патот, таа догледа нешто на земјата. Виде зрнциња пченица. Вака изгледа едно зрнце пченица. И многу се израдува кога ги виде. Ги собра сите зрнциња пченица и се врати назад на фармата. Таа знаеше што треба да направи. Требаше овие зрнца пченица да ги засади во земјата. Но за тоа и беше потребна помош од нејзините пријатели. И отиде прво кај кравата и рече: Ко, пријателке моја кравичке, погледни, најдов зрнца од пченица. Треба да ги посадиме во земјата. Ќе дојдеш ли да ми помогнеш? Му, нели ти кажав дека е жешко? Не излегувам јас од овде. Кокошката отиде кај прасето и му рече: Ко, прасенце, пријателче, погледни што најдов. Најдов зрнциња пченица. Ќе дојдеш ли со мене да ми помогнеш да ги засадиме во земјата? Гров, па нели ти кажав дека е жешко? Не можам сега да излезам од калта. Кокошката отиде и кај кучето, но и тоа и рече: Оф, не можам. Ти кажав дека е многу жешко и дека не можам да излезам од мојава куќичка. Отиде и кај патката, но истиот одговор го доби и од неа. Пат, не можам.
Жешко е многу, какво садење сега пченица. Кокошката зрнцата пченица си ги посади сама. Откопа земја, ги встави зрнцата пченица во земјата и си отиде дома. Ноќта заврна многу силен дожд, но всушност тоа и беше потребно за зрнцата пченица да можат да пораснат. Цела ноќ врнеше, а кокошката мислеше на тоа како дождот ќе им помогне на нејзините пченица зрнца да пораснат. И кога следниот ден навистина се случи чудо, од земјата почна да изникнува едно мало стебленце. Тоа беше пченичката. Како што раснеше, така околу пченицата порасна и многу трева. Но тревата дечиња и сметаше на пченицата, не ѝ дозволуваше убаво да расне. И кокошката знаеше дека треба таа трева да се откорне, за да може пченицата сама да расне и да порасне што поголема. Но за тоа повторно и требаше помош од нејзините пријатели. Отиде и им рече: пријатели, нашата пченичка порасна, но околу неа пораснала и трева. Таа трева треба да ја откорнеме. Ќе ми помогнете ли? Но повторно го доби истиот одговор од сите четворица. Јас не можам. Гров, гров, и јас не можам. Оф, 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 не можам, какво собирање трева. И патката на крај. Пат, 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 и јас не можам. Кокошката повторно сама си ја сработи работата. Ја откорна целата трева што ѝ пречеше на пченицата. Па така пченицата порасна многу, многу голема. Повторно имаше работа. Кокошката знаеше дека пченицата треба да се собере. И повторно отиде кај нејзините пријатели да ги замоли за помош. Им кажа дека пченицата треба да се собере. Но никој не сакаше да ѝ помогне. Ниту кравата, ниту прасето, ниту кучето, ниту пак патката. Сите беа многу мрзеливи. Па кокошката повторно си ја сработи сама работата. Си ја собра целата пченица и сега знаете што требаше да се направи. Требаше пченицата да се однесе во воденица. Знаете што е воденица? Воденица е место каде што се мели пченицата и од неа се добива брашно. Да, она брашно што го имате дома, што го имаат мајките, бабите, што ви месат кифлички, што ви месат лепче. Да, и токму тоа го направи и нашата кокошка. Но пред тоа повторно ги повика своите пријатели да ѝ помогнат да ја однесат пченицата во воденицата. Но повторно го доби истиот одговор. Никој не сакаше да дојде со неа да ја однесат пченицата во воденицата. Кокошката многу се налути овој пат дечиња. И самата си ја однесе пченицата во воденицата. Еве го гледате ова белото тука? Ете, да, тоа е брашното. Ја сомеле пченицата и од неа си доби многу брашно. Си отиде назад во фармата и влезе право во кујната. И знаете што направи? Од пченицата си доби брашно, а од брашното си замеси лепче. Еве кокошката како го меси лепчето. Меси со рацете, па потоа му даде една убава округла форма и се подготви веднаш да го стави во рерната да го испече. Еве гледате, тука го става лепчето во рерната да се пече. Набргу низ целата фарма се рашири многу убав мирис. Колку убаво мириса. И еве, лебот беше готов. Колку беше кокошката среќна. Се сама си направи. И кога лебот се излади, го однесе надвор. Си седна на столчето, лепчето го стави на масичката и гласно извика: пријатели мои, лебот е готов.
Ќе сака ли некој да дојде да го јаде со мене? А пријателите незини во еден глас: јас сакам, му, јас сакам, гров, 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 и јас, оф, и јас сум гладен, и јас сакам, пат, сакам и јас. И сите дотрчаа брзо до кокошката, чекајќи да им даде од лепчето. Но кокошката, знаете што им рече? Сега нема да ви дадам од лебот. Јас сама си ја најдов пченицата. Сама си ја посадив, сама ја одгледував, сама ја собрав, сама ја однесов во воденицата да ми ја направат брашно, потоа од брашното сама си направив хлеб и си го испеков. И сега сама ќе си го јадам, затоа што кога ве викав да дојдете со мене, никој од вас не сакаше да ми помогне. И така, кокошката сама почна да си го јаде лепчето. Незините пријатели стоеа отстрана и ја гледаа. Им се јадеше многу дечиња, но знаеа дека се виновни. Сега дури сватија дека навистина требаше да ја помогнат на кокошката во целата работа што таа самата си ја направи. Но и на кокошката тогаш и беше жал. И им рече: јас ќе го поделам мојот леб со вас, но вие треба да ми ветите дека во иднина ќе ми помагате за се. Дали ветувате дека ќе бидете послушни и дека ќе ми помагате? Сите во еден глас извикаа: да, му, јас ветувам, гров, гров, и јас ветувам, оф, и јас ветувам, пат, и јас ветувам, пријателке наша. И така кокошката го подели лебот со своите пријатели. Ете, дечиња, се надевам ви се допадна приказната. Кокошката сепак на крај излегла добра пријателка, нели? Па треба да им помагаме секогаш на нашите пријатели, како што си го правиме тоа ние, нели, во градинка, си помагаме едни на други. Исто така и дома треба истото да си го правите, да им помагате на мама, на тато, на баба, на дедо. И сега, јас сакам да ви дадам една задача за дома. Да ја замолите баба или мама заедно да подготвите едно лепче или можеби кифлички. Еве вака. Најпрво гледате на првата слика, тестото се меси. Ќе ви покажат мама и баба како. Потоа го ставаме да се испече и на крај, откако ќе се излади, вкусно да си го изедеме. Мама или баба ќе ви покажат како тоа се прави. И, знаете што? Кога ќе се вратиме повторно во градинка, може некој од вас да ни направи вакво нешто и да донесе и вкусно да си се најадеме сите во градинка. Да пробаме, а можеби и заедно во градинка да си замесиме некој лепче. Може. Јас ви ветувам, еве, како црвената кокошка што направи, исто така и ние можеме. И уште нешто. Оној лик кој најмногу ви се допадна, или пак, можеби, тоа нека биде нашиот главен јунак. Кокошката, да си ја нацртате. Земете си што сакате. Може дрвени боички, може фломастерчиња, може восочни боички и да си ја нацртате кокошката. И да си ја ставите на изложба во вашата соба, како што правиме кога сме во градинка. Нели, кога си ги изложуваме нашите дела да ги видат тато и мама, баба, дедо, така да направите и сега. И кога некој ќе ве праша што е ова, тогаш може слободно да им ја раскажете приказната за вредната кокошка и незините пријатели од фармата. А сега за сега, довидување другарчиња од мене, се гледаме повторно со некоја нова приказна и со некоја нова задача. Чао!